На самиот старт на жетвата на оризот, оризопроизводителите не добија гарантирана цена за оризовата арпа. Ресорното министерство, кого тие пред 10 дена го прозваа со барања за гарантирана цена пред жетвата, на ова земјоделско барање засега нема позитивен одговор. Мислам дека е погрешен пристап и кога зборуваме за гарантирана цена, тоа беше едно друго општество кога имавме она договорена економија и се знаеше кој за кого произведува и по која цена. Во моментот пазарните услови си одредуваат цената, ќе ги следиме околностите и движењето, а нашето она што ние максимално може да направиме е токму отварањето на пазарот, промоцијата на нашиот производ, бидејќи министерството само за промоција на домашни, значи производи од земјоделство, некаде 1 милион евра имаме во буџетот за промоција преку саеми. Конкретна цена на земјоделците во моментов не им нудат ниту откупувачите. Математиките и проценките за вредноста на годинешнава реколта на бело злато се уште се во тек. Уште ние не можеме да искочиме конкретно со цена, бидејќи со право производителите очекуваат некоја солидна цена да може да и покријат трошоците и да може да продолжат со понатомошни активности, но тоа не зависи од нас, зависи од побарувачката, зависи од конкуренцијата. Во Македонија се појавуваат и други веќе увозници на ориз, за жал, со некои дампинг цени. Тоа мислам дека државата треба да го има предвид тој момент, а ние како откупувачи да се потрудиме да и задржаме традиционалните пазари, да можеме да направиме некоја цена која ќе биде и конкурентна и која ќе биде задоволителна за производителите. Токму ова е одговорот што оризопроизводителите не сакаа да го слушнат. Тие јавно го повикаа министерот Димковски на средба со нив. Бараме средба со министерот тука, на овое место да дојде и да го чуе револто колку задоволни луѓето од цената. Ние 17 денара ни е производната цена и ако не биде 25, ја мислам дека нема што да тражиме. Поубаво да ги оставиме нивите, деца да одат, ние ќе испаднеме како од Сирија тие што бегат и ние бегалци ќе станеме. Апелираме и до пратениците на Собранието на Република Македонија да одржат воредна седница на која ќе се дебатира и ќе се донесе одлука која што ќе биде од помош на земјоделците, односно на оризарите во овие крајови. Оризопроизводителите се заканија со блокади на патиштата и бојкот на жетвата, доколку подитно не добијат гарантирана цена на арпата, но и во мај ветените, а се уште не исплатени интервентни 5 денари за килограм ориз. Инаку, на ниво на источен регион под Дори се околу 4000 хектари, од кои се очекува околу 22.000 тони оризова арпа.